Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. По однос на овој амандман поднесен од колегите од опозицијата, јас би сакала само со едно едноставно прашање да прашам дали сте за намалување на ставките во Министерството за внатрешни работи? Дали со овој амандман ги намалувате ставките за вложување во опрема и машини? Дали со овој амандман барате намалување на ставките за јавната безбедност? Еве ќе цитирам од самиот амандман, велите Министерство за внатрешни работи во програма 2 безбедност во подпрограма 20 јавна безбедност во првата подколона од колона расходи на основен буџет за 2025 година во ставката 480 купување на опрема и машини износот 0 се заменува со 6 милиони. Повторно ве прашам дали сте за намалување, еве да отвориме ставката, бидејќи и министерот пред мене кажа, тука имаме воедно, ако вака го прочитате амандманот, прво ми стана нејасно да не нешто сте, не знам, во забуна некоја кога го поднесувате самиот амандман, бидејќи конкретно во оваа ставка имаме зголемување од 167% во споредба со буџетот за 2024 година, односно дополнителни 1 милијарда денари во оваа ставка која се однесува на вложување во опрема и машини и вложување во јавната безбедност. Ве молам на јавноста да ја објасните што сакате да постигнете со овој амандман. Дали цените дека со претходниот буџет кој што сте го имале, дека сте вложиле доволно во вложување на опрема и машини и јавната безбедност, бидејќи секој втор граѓанин по анализите и по мерење на истражување на мислење на граѓаните кажува дека не се чувствуваат безбедно. Дополнително ситуацијата во Министерството за внатрешни работи укажува на потреба од дополнително вложување во Министерството за внатрешни работи, особено во делот на модернизација и опремување на Министерството за внатрешни работи. Повторувам, колега, 167% имаме во оваа ставка зголемување или дополнителни 1 милијарда, или ако сакате вкупно 1 милијарда 602 милиони денари. Јас ценам дека во Министерството за внатрешни работи, бидејќи вие доаѓате како претходен министер од овој сектор, ценам дека треба нашата тенденција да се сведе кон што е можно поголеми вложувања во овој сектор, особено кога се работи за безбедноста на граѓаните и особено кога се работи во вложување на капацитетите во Министерството за внатрешни работи, и оваа тенденција треба да продолжи. Како влада предводена од ВМРО ДПМН имаме сериозни намери да вложуваме, а со овој амандман апсолутно морам да истакнам дека треба да биде едногласно одбиен ако сме за вложување во Министерството за внатрешни работи. Јас сум за современо Министерство за внатрешни работи кое што ќе биде опремено, во кое што ќе се вложува во капацитетите. Јас ценам дека криминалците и оние кои што се огрешиле пред законот не смеат да бидат пред државата. Не смеат да бидат еден чекор пред државата и да ги прескокнат оние процедури кои што самата држава треба во кои што самата држава треба да интервенира за да спречиме што е можно поголем број на вакви деликти. Со вакви вложувања во Министерството за внатрешни работи, еве бидејќи мислам дека да не бидам погрешно сватена и да се разберем и малку подобро, особено во секторот МВР, реформи во полицијата, буџетски расходи за развојни подпрограми во реформи во полицијата, имаме вложување од дополнителни 238%. Тука дополнително сметам дека во оваа ставка особено ќе завземе делот на безбеден град, кој што ценам дека што е можно побрзо треба да профункционира за да немаме вакви деликти на нашите улици. Во ставката на Министерството за внатрешни работи развојни програми, реформи во полицијата, реконструкција и опремување на згради, имаме зголемување од 150,2%. Тоа е зголемување од 1,2 милијарди денари. Во Министерството за внатрешни работи
во безбедност, реформи во полицијата, 238% зголемување само во однос на 2024. Јавната безбедност, дополнителни 14%. Сектори за внатрешни работи, дополнителни 58%. Центар за обука, дополнителни 61%. Ве молам, доколку се работи за некоја грешка во поднесување на амандманот, сметам дека е искрено да кажете дека се работи за некоја грешка, во спротивно, доколку едногласно не го одбиеме овој амандман, ќе ценам дека вие сте за намалување во вложување на капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Јас мислам дека што е можно поголем дел од буџетот треба да оди во оваа насока, бидејќи граѓаните не се чувствуваат безбедно и немаме доволно екипирано Министерство за внатрешни работи. И ценам дека тука треба да одат парите, а не да одат од оние случаеви 25.000 евра за набавка на 2 машини за перење на алишта, да не одат понатаму пари за набавка на пасоши за белосветски криминалци. Ценам дека парите треба да одат тука во вложување на опрема и машини, вложување на јавната безбедност. Ценам дека пари треба да има за пронаоѓање на одговорност за Дурмотранс, за Бесатранс, за Тетовската болница. Ценам дека пари треба да се вложат токму за да ги сузбиеме овие појави во нашата држава. Ние покажавме само и во техничката влада дека може, доколку се сака и доколку има волја, доколку се има искрена намера, дека можеме да сузбиеме криминал. За прв пат во оваа техничка влада беше уапсен и фатен врховен судија со пари во рака. Доколку сте за намалување на средствата во оваа насока, јас тоа ќе го сватам само како поддржување на криминали, како поддржување на овие криминалци кои што сакаат да бидат на страната која што се огрешила пред законот. Ценам дека што е можно повеќе треба да бидеме држава која што ќе се развива во овој дел, која што ќе вложува во нашите полициски службеници, дополнително да не се повторувам и со моите колеги претходно, ќе вложуваме во капацитетите на полициските службеници, но ќе вложуваме во зголемување на нивните плати, се со цел да имаме едни одговорни полициски службеници кои што одговорно ќе си ја завршуваат својата задача, а нема да бидат подлежни на некакви си други действија. Така што мојата порака до вас е, доколку едногласно не се изјасниме против овој амандман, ќе го сватам само како поддршка на криминалните действија во нашата држава. Благодарам.